Јас сум Љубе Велковски, поранешен играч на Борец и на уште неколку клубови, меѓу кои Победа, Вардарски и Велешки металург. Воедно сум и првиот тренер на Борец кога е оформена нашата македонска лига. Тој прекар испадна кога почнав во младинската екипа на Борец од тренерот Јовановски Диме, односно марката како што сите добро го знаеме. Он на тренинг почна да ме вика Љубешко и така остана тоа и до ден денеска, како повеќе да сум познат како Љубешко него Велковски Љубе. Односно Љубе Велковски да, ама Љубешко. Така да од таа ситуација кога господинот Диме ми почна да ме нарекува така како Љубешко и остана така тоа. Јас сум роден во Скопје 1955 година, а фудбалот го засекав ја уште како дете. Јас живеев на Којник, популарниот Којник, кој што многу знаеме дека многу играчки легенди испаднаа од таму. Ние уште како деца игравме на германските гробишта, кои што сега се болница, и од таму потоа се преселувам во населбата, каде што во кругот на пожарната како дете играв. Јас со повозрастните редовно ме викаа, затоа што бев така и попргав и играв како напаѓач. Почнав како напаѓач, воедно и во детските во детството играв како напаѓач. На Којник игравме со лоши топки, каде што навистина беше и тешко и да се најдат и патики. Игравме боси најповеќе, кога се случуваше можеби и на палецот да го откорнеш и да откорнеш и цела кожа. Меѓутоа, љубовта кон фудбалот никогаш не престана, ќе заздраве тој палец и продолжувавме да играме. Додека кога се пресели во населба и кај пожарната, пожарникарите има можност да имаат некоја си топка и игравме со добра топка, релативно добра, затоа што јас знам дека и кога почнавме во Борец какви топки имаше, меѓутоа беше подобра во однос на почетокот на германските од Којник кога играв. Имаше и повеќе од чотек нарочно за кинењето на кожата на палецот. Прво и последно ти биде тоа, меѓутоа никогаш не беше прво и последно. Поново си продолжуваше тоа и најпосле како да кренаа раци, видоа дека не можат родителите му не можат да едноставно да ме оттргнат од љубовта кон фудбалот и остана така да можам и да дојдам и на селекција и така натаму. Имаше соопштение дека ќе има селекција на градскиот стадион во Велес и летото 70-та година јас и мои 2-3 другарчиња од зградата дојдовме тука на селекција. Имаше, морам да го потенцирам тоа, затоа што сегашно време како што се селектираат, односно не се селектираат играчи, односно дечиња, тогаш беше за среќа наша многу добро. Кога викам многу добро, затоа што од 100 деца не избраа нас 22 деца, кои што останавме да ги браниме боите на младинската екипа на Борец. Прв тренер ми е Диме Јовановски, марката, кој што ме забележа нормално тука и останав да играм и можам да кажам дека во периодот кога почнав за младинската екипа, почнав да играм како лево крило. И како лево крило 72 година веќе сум избран за младинска репрезентација на Македонија. Во тој период отидовме на такмичење во Кула, Врбас и Црвенка се одржуваше тој турнир, а од Македонија, од изборот на играчи бевме само јас и Васил Рингов. И заедно спиевме, бевме цимери, поминавме одлично таму и потоа продолжувам со кариерата натаму. 73 година, 72 требаше да дебитирам во есента, меѓутоа заради случајот кој што се случи во мојата фамилија, татко ми почина и не можев баш тоа последно коло, а веќе наредната 73 година во пролетниот дел бев на припреми заедно со Апостол Кариманов и добив шанса која што ја искористив потполно и изиграв одлична полусезона во 73 година, каде што бев и голгетер на Борец. Со тоа што имав 2 хек-трика
на Балкан од Скопје, кој што сега веќе не постои клубот, и Мацков, одличен голман кој што на вистина беше меѓу првите голмани во Македонија, а воедно и на Балтазаров од Осогово, кој што потоа и дојде во Велес бранеше, и него му имам дадено 3 гола. Во тој период на вистина се развиваше мојата кариера во одлична насока. Во тој период дојде и првата понуда од Вардар, каде што отидов таму со тренерот Кариманов, меѓутоа ја одбив од мои несекојдневни причини. Ја одбив за тоа што сакав да бидам во Велес. А Скопје него каде е, меѓутоа тоа е тоа. Ја одбив, бев еден месец на припреми, бев веќе и во тој поширокиот круг за настапи, меѓутоа после тоа му соопштив, дојдов на тренинг, му соопштив на тренерот Кариманов дека јас се враќам во Борец и така да и останав во Борец се до мојата, да речем, завршување на мојата фудбалска кариера, односно во тој период и променив неколку клубови. Јас жалам за таа одлука за тоа што мене уште еднаш ми се случи да Вардар ме побара. Јас и уште една прилика имав кога беше Вишњевац тренер на Вардар, а во тој период беше Часлав Божиновски, покојниот, а и сега покојниот Вишњевац, а Шулинчевски беше тогаш тренер му беше помошник на Вишњевац и он со препорака од него отидов во Вардар. Отидов во Вардар, меѓутоа морам да ви го кажам ова, тргнав со автобусот се расипа на патот кон Скопје и јас тасав на кај на тренингот. И Вишњевац се налути, а тогаш беше генерален секретар Зоран Михајлов. Вишњевац се налути, вика, ако треба да играш ти за Вардар, ќе доеш од Сабајле. Ја му викам, да ти кажам наискрено, господин, усвари, тренере, јас и онака не планирав да останам во Вардар, меѓутоа поканата не сакав да одбиам заради Шулинчевски, иначе јас од Велес тешко дека ќе излезам, затоа што навистина тој клуб го сакам и градот нормално. Од Борец ми беа тогаш идоли, ми беше идол Манасков, Трајче покојниот, потоа ми беше Татарот. Татарот ми беше, он играше лево крило и секогаш кога идев на утакмица го гледав неговите игри, какви се редовно јас уште од Којник доаѓав, гледав утакмици кога Борец, односно керамичар и работнички се фузираа и стана еден клуб Борец. Од тогаш мојата љубов кон фудбалот е, така да кога доаѓав го гледав најповеќе Татарот лево крило, а после тоа ми оставил голем впечаток и Саздов Џигерот. Така да играч кој што навистина беше кој што можеше секоја екипа да го посека. Така да тие се моите, да речам, идоли во тоа време, а и во нормално поширокиот круг на Југославија тогаш беше Џајќ, јас сум страстен навивач на Црвена звезда и Џајќ беше еден од идолите мои. Тогаш во ФСМ направи еден голем чекор заради тоа што младинската екипа мораше да играе надпревар пред првата екипа. И ние имавме таа можност, тоа задоволство да играме пред првата екипа. И секогаш ние кога игравме, имавме совети, најповеќе јас од Манасков. Морам да кажам дека и Теов тука неколку пати ми има советувано. Меѓутоа морам да кажам и нешто друго. Ние секогаш во петок игравме контролен надпревар со првиот тим. Тие што играат, што ќе играат прва постава и младинската екипа, игравме во првото време првиот тим нас не победуваше со голема разлика, меѓутоа како одминуваше времето го стекнавме тоа искуство и практично идеше и да ги победуваме. Дури во една ситуација имам и изедено една клоца од Трперски Васил, кој што е покоен доктор беше, од Росоман, имам изедено тоа што не можеше да ме помине. И така да во таа ситуација сакам да кажам дека тој момент, односно тие ситуации кои што ФСМ тогаш ги направи за да младинските екипи играат пред првата екипа, донесе многу и ние да напредуваме и да станеме тоа што бевме. Морам да кажам дека имам и едно лошо искуство од тој мој дебитантски настап. Јас не очекував дека уште од прво коло ќе дебитирам, односно ќе бидам ставен во првата постава, меѓутоа тренерот Апостол Кариманов веруваше во мене и ме стави прва постава на гостувањето во Гостивар. И јас направив една моја глупост, направив еден фаул во фудбалер на Гостивар, ме исклучи уште првиот надпревар. Црвен картон добив, со тоа што после тие две надпревари очекував дека Кариманов нема да ме стави, меѓутоа Кариманов и продолжи да има поверење во мене
И тоа практично и се исплати и мене и него и на клубот, каде што реков постигнав во таа година 10 голови, од кои 2 хек-трика и кој што еден од одлучујќи гол во Струга, каде што морам да спомнам таа Струга 73 година, каде што имаше еден антифудбал. Младинците изиграа, после ние првиот тим, а јас најмлад од тој првиот тим, затоа што тие другите не беа во состав во моментот. И јас бев од првата екипа и почне утакмицата. Само што почне утакмицата, јас како лево крило дојде бекот Кукунешковски ми вика денеска мора да тепаме, иначе нема да испаднете живи од тука. Јас му викам, јас сега ќе ви давам гол. Сметам дека ни еден играч не знае дали ќе даде гол или не. Тоа е зависно од ситуацијата. Меѓутоа јас вика само дај ќе видиш што ќе да се случи. Они поведоа прво полувреме 1-0, така заврши. Второ полувреме само што почне, викам сега ќе видиш. Само што почна второ полувреме, јас со еден центар шут на Диме Нацев, таткото на Нацеви фудбалерите, Диме Нацев со глава постигнал гол и изедначив. После тоа имав една страшна работа која што ми се случи, сите играчите ме трчаа на Караорман, врз мене, ме удираа, ме маваа, меѓутоа судијата тогаш Стезо Трпковски, памтам добро за тоа што ми беше една лоша представа тогаш. И потоа и Диме Нацев даде гол. Утакмицата 2-1 беше до 90-та минута. Васил Донев, еден од легендите на велешкото бранење, кој што мене ми е многу криво, што сега во Велес нема голмани, меѓутоа во едно подолг период имаше голмани каде што не можеше да се одлучиш кога да го ставиш. Васил Донев бранеше и вика, сега чим така нема да ми дадете гол утре са бајле. Почнаа од позади да го маваат со камења, ваму таму судијата, Седо Трпковски тешко се справуваше со таа ситуација и дојде една гужва, се изедначи резултатот. Влегува 2500 публика. Влезе внатре. Ја кажувам една моја изречица, викам, ако не дојдеше полицијата од Охрид, уште ќе не тепаа. Така да заврши и во тој период имам исто едно што морам да го кажам ова. Како влегуваме, ходникот беше мал и наредени луѓе и не маваат. Не удираат и не фрлаат со облекувалната. И Тео влегува и вика, знаете ли ја што им реков, вика? А тоа му плачење, кој удрен било каде на погрешно место каде што највише боли и сите работи, плачење играчи, он влегува и вика, знаете ли што им реков, вика ја? Вика, јас им реков, мај тама да не ме боли. И вика, знаеш, малце ја освежи атмосферата во тимот. Така да тоа е едно многу лошо искуство, меѓутоа нешто што не смее во животот, не можам да го заборавам. Ни еднаш не ме поколеба. Јас имав и потешки повреди, и кога бев и повреден, кога мајка ми веќе крена раци од мене и рече, уствари не крена рече, ќе кренеш раци од фудбалот, јас не се откажав, затоа што имав една тешка повреда тука на нашиот градски стадион, каде што имавме еден надпревар со овче поле и со Ѓон ми отидоа, јас со десна шутира, јас сум иначе лева, кама со десната шутнав една топка, ставија ми пукна на рисот и паузирав 2 месеца, каде што мајка ми беше запрепастена кога дојде кога ми види од работа, ја покрие на летно време ја покриен со чеве. Шо ти е тебе, викам ништо не ми, ту нешто не си неарен ти, кога го ти кебето виде дека ми е во гипс ногата, крај воа да ти биде, знаеш, имавме големи расправи, меѓутоа јас никогаш не се откажав од тоа што навистина го сакав. Во еден надпревар во Битола со Пелистер, Ќуринов не можеше да играе, дали беше за жолти картон, не можам да се присетам, меѓутоа не можеше да играе на тој надпревар и Кариманов не носи друг стопер, односно тогаш центар халф или преден центар халф, како тогаш во тоа време ги викаме, сега е веќе друго нешто и називите на тие задни последни играчи. Ми вика, ти ќе играеш, вика, центар халф. Викам, нема шанса, викам, да играм ја. А претходно он ме гледал на школски турнир еден, каде што играев како центар халф. Тогаш Германот беше селекцијата на школата ја правеше и ме ставаше центар халф. И ја од задоволство играв, а он ме гледал и ми вика, како можеше за школата да играш, така и сега ќе играш. Се расправавме, ја викам, не играм денес, како треба не играм, не играј, вика, со 10 играчи ќе испаднеме, ти не играј. И нормално од колегијалност кон другарите, влегов и изиграв одлична утакмица, каде што потоа дојде Кариманов и ми рече, во е твоето природно место. И каде што остана и навистина направив една кариера која што само може да посака секој, со тоа што не отидов во повисок клуб, сметајќи дека тука градот ќе обезбеди нешто, да можеме ние да направиме нешто, меѓутоа беше глув градот во тој момент за фудбалот, беше нешто повеќе од бојката,
кошарката, така да немаше многу можности да се оди во повисок ранг фудбалот. Тој е периодот кога се враќа Ковачев и во тој период морам да напоменам дека теренот не овака сега како што е со вештачка трава, се направи со природна трава и беше фантастичен. Не беше убав, него фантастичен беше. И направивме една добра екипа, Ковачев се врати од Раднички Ниш и имавме екипа за респект. Каде што сакавме, победувавме, имавме и за прв пат морам да кажам и тоа, тренерот Шуличевски направи тактика која што ние пред тоа морам да споменам дека игравме на диво. Играш класично лево крило, десно крило, центар халф, последен човек или тогашно либеро или чувач на играчот, односно штопер, тој играч кој што го чува центарфорот, беа класични. Кога дојде Шуличевски, ние веќе осознавме дека во фудбалот има и тактика. И навистина сум благодарен што таков тренер ме тренирал од типот на Шуличевски, па и тренери од типот на Мишич, кои што беа навистина легенди на македонскиот фудбал во тренерската работа. Да спомнам еден надпревар во Кичево каде што тој не толку подобро, него по добрата игра, каде што врнеше еден снег, а ние одигравме надпревар за памтење. Тренер ни беше Мишич а на Кичево им зависеше за опстанок. Ние игравме опуштено таму, ги добивме 2-1, играв еден фантастичен надпревар, кај што ми е исто во осеќавање, меѓутоа морам да спомнам дека имам одиграно многу такви утакмици, за тоа што во периодот од 79-80 сум прогласуван за најдобар фудбалер на градот и влезен сум во потесниот круг за избор на спортист на град Велес, но исто така и тогаш превладуваше одбојката и одбојкар беше прогласен за најдобар, ја бев трет. Исто и наредната година бев избран за најдобар фудбалер и тогаш влегов во потесниот круг на избор на спортист, бев шести, така да тоа се едни скоро врвот на кариерата каде што постигнав многу. Меѓутоа морам да напоменам дека веќе наредната година кога Борец имаше шанса да влезе во втора лига, имаше шанса да влезе, бевме високо катирани во прво место еден подолг период. Нашата управа начело со Боре Манев, кој што беше одличен председател, и Пушкаш и тренерот Шуличевски отидоа кај тогашниот председател председател на општината, тој како беше, не беа градоначалници, Стево Ќулумов, и он им рекол: ај, одите таму, видовте, ќе правите бачило, да не се изразувам, тргајте, играте таму кај што сте. А он носеше тогаш играчи за штета наша, носеше играчи од Београд кошаркари кои што беа дотрајани и кои што даваа по 4-5 коша само, ама беа толку добро платени за да не можеше да се префрлат пари во фудбалот, и затоа останавме ние. И ми е многу, ако нешто ми е криво во мојата фудбалска кариера, што Борец не отиде во тогашна втора југословенска лига. Имавме големи шанси да го направиме тоа. Земете во обзир дека Штип го финансира општината. Шкупи го финансира општината, се оди во Лига Европа. Пелистер го финансира општината. Сите клубови каде што не може да се најде спонзор, ги финансираат општината. Истото тоа, сега да се вратам назад да кажам дека истото тоа се случуваше и во времето додека ние игравме. Во времето додека игравме ние, градот имаше слух за одбојка и за кошарка, а никако и за ракомет, а никако за фудбал. Фудбалот беше секоја ставен на последната гранка, да речем, и затоа не гледа. И секојаш, да речем, луѓето кои што беа околу градоначалникот гледаа да бидат во управата на тие клубови отколку кај нас да дојдат во фудбалот. И затоа сметам дека тој период на играње е најлош, мислам, во однос на градот во сметка на фудбалот. Затоа што форсираа други спортови, кои што јас немам ништо против другите спортови, меѓутоа јас сметам дека тие години требаше да се направи еден распоред кој во моментот има шанса да оди погоре, на тој да се финансира повеќе. Меѓутоа тоа не се случи и така да викам, многу ми е криво што во мојата кариера не успеав да отидам во повисок ранг со Борец. Иако бев играч и заедно со Ковачев игравме, меѓутоа потоа ми беше и тренер. Јас секој потез го поздравувам, нарочно кога се подмладува екипата. Јас играев во таа полусезона, цела полусезона играев, кога освои Борец шампионската титула, играев за Борец, со тоа што на полусезоната Ковачев
дојде културно ми рече дека сака да остане со игра, нема шанса за прво место. Бевме високо котирани, четврто, пето место бевме. Нема шанса да се оди на прво место, сака да им даде шанса повеќе на помладите и да јас се разбрав, мислам доволно бев разбран за да го разберам таа негова порака, ми понуди да бидам тренер во младинските категории, меѓутоа јас се уште сметав дека можам многу да дадам на фудбалот и во тој период после тоа отидов во Вардарски. Меѓутоа претходно што сакам да кажам, во таа ситуација борец не можеше навистина да биде прв. Скопје, сегашно Скопје исто беше првак со 8 бода, а тогаш се освојува по 2 бода на полусезона. Потоа тој нивниот председател го притворија за тоа што имало некои нерегуларности во неговото работење, тоа е негова работа. И борец успеа со борба со САСА да освои прво место. Со тоа што практично во таа ситуација кога беше најавуван тимот, јас сум запоставен, не знам од која причина, не сум уопште ставен во тоа, да речам, табло или во тој тим ставен, а беа играчи ставени кои што уопште не настапија на тоа. Јас играв цела полусезона и сум ја претходно 5 години капитен на екипата. Така да тој момент иначе дека е потезот на Ковачев добар, тука нема дилеми дека е добар и се покажа дека навистина имал сознание, односно он ги тренираше и тие во младинската екипа играчи, имал сознание дека се созреани да бидат првотимци и да направат нешто повеќе. Се случи тоа претходно што го зборувавме околу можностите во клубот. Дојде председателот на клубот на еден состанок и ни вика: кој каде сакате одете, веќе пари вамо во клубот нема. Ќе бидеме едноставно клуб кој што само ќе екзистираме така. Јас во таа исто 84 година играв за сениорска репрезентација на Македонија во Косово, во Пеќ. И таму беа дојдени луѓето од Победа да ме гледаат, а претходно веќе они имаат нормално сознание за мене, кој сум, што сум, како сум, меѓутоа сака уште еднаш да се уверат. Јас бев таму прогласен за играч на надпреварот, а воедно и го постигнав победоносниот гол против Косово. И дојдоа, ме повика да пристапам кон Победа. Јас, да бидам искрен, сакав да отидам во Победа, затоа што гледав дека тука нема перспектива. Отидов и мислам дека направив одличен потез, каде што навистина одиграв едно одлични 2 сезони, каде што бев, да не се фалам, меѓутоа навистина бев меѓу првите играчи, заедно со Ристо Глигоров, кој што тогаш се врати од Вардар, и направивме една одлична екипа, каде што беше тренер Златко Илиевски и навистина имавме добра екипа. Со Тетекс игравме таму, имаше 17.000 публика. Публика која што навистина за препостувачки беше да се види едноставно така, јас за мене, затоа што прв пат играв пред толку публика. И после тоа ми се врати сета онаа мисла дека јас требаше и порано да отидам негде да направам уште подобар фудбалска кариера. Меѓутоа тоа што сум направил, тоа е. Јас во Победа останувам 2 години, и после тоа иде тренер Мишиќ, кој што претходно ми беше во Борец, и он неговиот меѓу другото неговите услови и да се врати Велковски во Борец. Го почитував тој тренер, а воедно и сакав веќе да се вратам, затоа што патувањето ми беше тешко, секојдневно патував, не бев сместен таму, имав можности, беше клубот спремен ми беше уствари првиот договор беше да останувам таму, меѓутоа јас бев фамилиарен човек кој што не сакав да останувам, патував секој ден, ми беше тешко патувањето и се вратив во Борец во времето кога се тренер Мишиќ. Јас од кога Ковачев прави екипа, 88-ма, кога требаше да прави екипа, он кога ми рече, имав ја понуда претходно од Вардарски и на Настев му реков, викам, праше го председателот нешто, јас сум слободен ако сака, и он одма да дојде, немој да чека. И потоа, затоа што беше веќе поминат природниот рок, паузирав 2 месеца и настапив за Вардарски, имав одлични настапи. Се задржав таму 2,5 години, каде што одиграв 2,5 години одлична сезона и каде што луѓето кога се разделувавме беа толку разочарани што си одам, а јас веќе бев и да не речам во години каде што полека требаше да привршувам кариерата. Потоа дојдов во Металург, каде што играев и воедно и на последната година, 92 година, бев и тренер. И играч и тренер.
и практично со тоа ја завршив кариерата со тоа што имав една тешка повреда на љабокото на подокото, каде што во надпревар во Скопје, во втората лига со екипата на Драчево, сегашниот директор на полицијата во еден дуел ми ускрши јабокото, со тоа што после он дојде, јас му бев и тренер, меѓутоа тоа е сето, фудбалот ја немаше намера, но 92 година веќе ја завршил фудбалската кариера, за тоа што имав тешка повреда и веќе 36 години немав намера повеќе да продолжам. Во 92 година јас бев играч и тренер во Металург. Јас планирав да останам таму, меѓутоа да останам таму затоа што сакав да завршам кариерата и да почнам како тренер. Да почнам 100% тренер, не и играч. Меѓутоа дојде една понуда која што не смеев да одбијам од управата на Борец. Председател беше Тодоров Драган Гушето, Пушкаш беше во управата и Сертмето. Дојдоа и ми рекоа дека треба да му бидам помошник на Јуруков. Јас кажав, ќе бидам, меѓутоа сакам многу поголеми ингеренции од што помошник. Сакам сите селекции да бидат под моје раководство. И они беа со задоволство ги прифанаа тоа, затоа што знаеја дека Јуруков е од Скопје, ќе патува, неки има време да ги гледа тие селекции. Почнаа припремите веќе 93 година е воа, почнаа припремите и во тие припреми летото 93 година тренерот Јуруков не се појави. Дали беше исплашен за тоа што веќе од таа година се вратија Вардар и Пелисар од прва лига, Тетекс, Брегалница и Победа од втора лига. Имаше навистина страшна конкуренција, каде што само Бабунски од Вардар си отиде во странство, остана екипата, во Пелистер исто остана екипата потполно. И така да сакам да кажам дека беше навистина страшно да се нафанеше. Јас како почетник, меѓутоа секогаш со моите храбри одлуки, нарочно кога се работи за играње, не можам да го кажам тоа за настрана, тоа што не донесов храбри одлуки тогаш, меѓутоа сега како тренер викам јас ако сакам да се бавам со таа тренерска работа и ако сега клубот ми дава мене шанса да бидам, јас морам да бидам. После овој 10 дена не доаѓање на Јуруков, имавме состанок со управата и они ме нагласија за шеф на стручниот штаб. Со тоа што прифанав и не се покајав, заради тоа што во таа година освоивме едно одлично 12-то место со каде што држеше, тогаш дојде во ситуација да останува тоа 12-то место. Се скратуваше лигата, а иначе беа 18 екипи. И од таа година се скратуваше и ние бевме 12-ти, постигнавме еден одличен успех, каде што реков екипи од типот на и имаме една многу големо задоволство во таа година, кога Слога Југомагнет дојде со една респектабилна екипа, која што беше тренер Верлашевиќ, познатиот Верлашевиќ од Тузла, има одлична екипа и се бореа за прво место. Ние тука одигравме еден фантастичен надпревар, ги победивме со 2:1 и председателот Мунетич дојде и ми вика, дечко, вика, јас дојдов, вика, со Бенфика, ти со Борец ме победи. Вика, еве ти рака, ми честиташе и тоа ми е една голема сатисфакција што сум направил во истата ситуација и со Победа, мојот бивши клуб, игравме тука, ги победивме 3:0 и дојде тренерот Петковски и вика, Љупчо, си направил одлична екипа. Така да тие работи ми дадоа за право да морам и да се едуцирам да продолжам со мојата тренерска кариера. Првиот надпревар е тука против Тиквеш против Тиквеш од Кавадарци. А тогаш Ковачев беше тренер на Тиквеш. Па, тогаш почетокот на шампионатот на нашата држава беше за нас фантастичен, за тоа што имаше 8000 публика, имаше еден спектакл кој што го приреди управата да дојдоа сите ветерани кои што претходно играле во Борец и дефилираа низ патеката, дојдоа и на тој надпревар ние уште само што почна надпреварот ние поведовме со 2:0, за жал одигравме 2:2, меѓутоа тоа е незаборавен момент кој што секој играч што настапи тогаш мора да го памети. Тие 2 гола ги даде Гоце Марков, еден одличен центарфор, сега шпиц по-ново, меѓутоа кој што беше не беше добар работник, иначе ако работеше повеќе ќе беше навистина врвен овој шпиц играч, односно центарфор. Ние навистина имавме добар тим.
Меѓутоа пак речем искуството на Тетекс од играњето во втора лига и претходно и во прва лига југословенска, искуството на Вардар, на Пелистер, на Брегалница Победа кои што играе во втора лига југословенска, ние моравме да го надокнадиме со многу трчање и со многу работа. И ние успеавме, и јас реков горд сум на тоа што успеавме да го освоиме тоа место, да останеме во лигата и наредната година. Теренската кариера потоа ми продолжува во Металург, Велешки Металург, каде што Велешки Металург имаше неуспеси и практично 5 кола немаше гол дадено. И јас ја превземав екипата и одма после тоа победивме 4 надпревари поред и екипата остана во лига со одлично 4-то место. Останувам во Металург за да после тоа се вратам поново во Борец да се вратам во втората лига и ни се случила една ситуација каде што немаме уште едно потврда е дека градот не бил заинтересиран за фудбалот во Велес, каде што немаме пари да ги платиме судиите, играме со Скопје во втора лига. Играме со Скопје и ако ги победиме, нив остануваме во лига. Ние и така бевме останати во лига, меѓутоа ни беше да осигураме. Немаше кој да ги плати судиите, изгубивме таа службено, макар да тогашниот играч Љупчо Марковски, кој што е и сегашен тренер на таа екипа, му викам, дај ти си барем спортист, дај да одложиме, ќе најдеме пари за среда, беа упорни они, не ни дозволија и изгубивме таа, освоивме тогаш место кое што ако тогаш не се реконструираше втората лига, ќе бевме паново останати во втора лига, меѓутоа испаднавме во втора лига само заради тие бодови 3 кои што ги изгубивме со службен резултат. Понатаму одам во Осогово. Претходно имав една многу добра понуда во Осогово, уште во првата лига, меѓутоа јас бев професионално вработен, они бараа професионалец. Иначе имав и одлична понуда и финансиска и се, затоа што председателот на клубот беше толку упорен да дојдам, меѓутоа јас одбив, а тогаш беше Китановски тренер на Осогово, јас одбив да отидам и не отидов во таа година. После во Осогово испадна од првата македонска лига и се такмичеше во втора лига. Јас една година бев веќе тука во Борец поново, со тоа што го освоивме купот со младинската екипа на Борец, каде што постигнавме одличен резултат. И уште еден податок дека Велес општината не го сакала овој фудбалот, тие играчи кои што го освоија купот беа наградени со некои си минимални средства, но никој не се заинтересира да останат во клубот. Никој не се заинтересира да останат во клубот и тие се раштркаани из Македонија, каде што Левков направи одлична кариера во Напредок Кичево, беше голгетер, беше втор стрелец на Македонската лига, Димовски Горан беше во Македонија, Ѓорче Петров и во Работнички, Здравковски, Драганче отиде во Силекс, така да тие што беа практично носители на играта се распарче и Борец остана без екипа која што не можеше да се носи со играњето во втората лига. Во Осогово практично задржав 6 месеци, заради тоа што имав еден одличен успех. Кога викам одличен успех, морам да го кажам тоа дека до полусезоната ние завршиме како прваци со 8 надпревари од почетокот на надпреварењето во втората лига, 8 надпревари добиени без ни еден гол примен. Меѓутоа се случи да таа година беше изборна, го сменија председателот, односно се смени владеачката партија во градот во Кочани, го сменија председателот и практично почна да тонат и едноставно ми рекоа, за вие пари што си договорен, не можеме да ги исплатиме, ако сакаш да намалиме, да останеш, јас не се нафанав да останам, заради тоа што навистина чувствував дека тие пари што ги зимам заслужено и се разделивме. Морам да кажам дека и дојде Борец, дојде Беласица со Попов, репрезентативец кој што беше, уште тогаш се гледаше дека дечкото ќе биде фантастичен играч. Борец исто го победивме таму со 1-0. Исто морам да напоменам дека еден одличен период во тренерската кариера е кога Трифун Костовски доаѓа како спонзор тука, меѓутоа имаше он еден услов кој што не беше лош. Условот беше да играчи од Работнички, кои што не се во моментот во конкуренција за Работнички, да играат во Борец. Па тука беше Бажи Илиевски кој што после стана репрезентативец, голманот Маджовски исто стана репрезентативец на Македонија и беше задоволство да се работи со таа екипа, меѓутоа потоа се случија некои работи кои што ете така се замешаа луѓе кои што видоа дека добро оди работата
како што и секогаш во клубот, јас не сум сакал да имам, затоа што не сум сакал да имам проблеми, затоа што во мојот живот јас секогаш се сам сум правил, никогаш немало никој да ми помогне, немало и не сум сакал, таков сум бил борец на терен, каде што навистина сум сакал сите успеси да бидат мои, некој утре, еве денеска после во интервју некој да препише дека не е така, да каже дека ние му помогнавме, мислам дека таков човек нема. Најсладка победа ми е, морам да го кажам, е таа со победа. Со победа тука го победивме 3:0. Они има еден врнежливо време беше, они има еден одличен тим. Одличен тим, не солиден, него одличен тим. Ние тука, морам да напоменам тука, Трифунов, Кодовски, Марков, Костадиновски, играчи кои што беа Паунов голман, кои што беа на висината на задачата и беа едни таленти кои што можеа да го победат секого. И тука одигравме фантастичен надпревар и после тој надпревар практично Костадиновски имаше разговори со победа и отиде во победа. Практично му помогнавме и него, не само него и он помогна на клубот за да направиме една фантастична победа и тоа ми е многу драга победа, а воедно нормално тука надвор од сите тие победи првенствени ми е освојувањето на купот на Македонија. Меѓутоа не спомнав и една друга ситуација. Јас сум тренер на Металург. Заедничка управа имаше Металург со Борец. Тогаш МХК Злетово го финансираше клубот и заедничка управа имавме. И беше тренер на екипата на Борец во втора лига. Исто игравме во втора лига и Металург и Борец. Тренерот беше Добре Димовски. После 4 кола он практично им нема успех и го менуваат. Јас сум тренер, ме зимаат мене, јас сум тренер на Борец и го освоивме првото место и се враќаме во прва лига. Со тоа што тогаш и одигравме фантастичен надпревар, ние не изгубивме ни еден надпревар. Ни еден надпревар од кога јас ја преземам екипата, ни еден надпревар и ја освоивме титулата во втората лига и се вратиме во прва лига. Меѓутоа, мене како да ме прати некој пех, после тоа имаше некои ситуации кои што едноставно не сакав да останам повеќе во Борец и после тоа ме наследува Ковачев. Јас кога дојдов во Борец, председател беше Веле Алексовски и Борец немаше шанса да опстане и првиот тим немаше шанса да остане во прва лига. И јас му викам вака, јас гледам дека имаме перспективна млада екипа. Таа млада екипа ќе играе во првиот тим, а во куп надпреварите кој ќе треба да играе, ќе играе за младинците. И така бевме договорени, а воедно и ако можеме да успееме да дојдеме до финале на купот. Ме послушаа тогаш Саздов и Веле Алексов, ме послушаа и така да тие деца, иако беа премногу млади, играеа за првиот тим. Борец беше излезен од лига, немаше потреба да се форсираат други играчи, овие играчи имаше потреба да стекнуваат искуство. Победивме во младинската екипа на Борец, отидовме во Пелистер, во Битола и изгубивме 2:0. Таму, а во полуфинале беше тоа, а тука ги победивме 4:0. А јас морам да бидам горд и на тоа прв пат почнав да ја применувам играта во линија, задната линија да играе со 4 играчи без тој коректор и сум горд што од тој надпревар практично почна да се смени тактиката во клубот и почна да се играе на тој начин. Потоа отидовме во Скопје, игравме во финале со ФЦУ, тогашна Цементарница и одигравме 1:1 во регуларно време, они водеа скоро цел надпревар, водеа и имавме еден гол дадовме во второто повреме, изедначиме 1:1 и преидовме на изведување на пенали. Пеналите едниот го промашија они, додека ние ги дадовме сите, а последниот го даде Левков и така ја освоивме титулата. Со тоа што не најде за сходно нити тогашниот градоначалник, нити некој да дојде, да не повика, да едноставно да го одбележиме тој надпревар. И после управата им текна дека треба нешто да направат, па една вечера дадоа или ручек беше на играчите после 2-3 недели. Еуфоријата е после надпреварот, не е после 2-3 недели. И така да од едно лошо искуство се случи истото тоа што ви го кажав дека во Велес никогаш фудбалот не бил на прво место на општината. Секогаш бил последен, еве го, иако малце може сега да спомнам, иако се откажа спонзорот, не значи дека треба градот да се откаже од фудбалот и не значи дека не треба да помогне.
како што другите гледаме, другите градови помагаат. Најповеќе сме со Ранготов и заедно отидовме и во победа, он не успеа да избори место и се отиде уште на полусезоната. Меѓутоа со него да не речам и на првата селекција кога бевме кај Јовановски, со него сме од тогаш од 70-та година заедно, цело време и заедно истата година 73-та година малце јас порано од него влегов во првиот тим, меѓутоа и он во истата година заигра во првиот тим. Со него со Јовановски, со Далев, односно Николов Јосе кој што беше легенда на велешкиот фудбал, кој што навистина можеби штета и он како мене што повеќе клубови го бараа, не отиде да одигра барем некоја година да докаже дека навистина вреди не само за Борец, него и за други клубови. Потоа Јовановски Зоран покојниот, кој што бевме многу блиски, и токму тоа што ме потсетивте, таа блискост меѓу нас, таа поврзаност кој што ние се дружевме и надвор од теренот. Тоа ни помогна да имаме ние големи успеси. Ние бевме распрчкани и тогаш бевме во тоа време од 15 играчи, 16 во записник, 17 од Велес. Само ако се случуваше тренер да беше од страна. Иначе сите бевме од Велес. Тоа беше еден голем успех и затоа мислам дека имаше голем успех тогаш Борец. Затоа што сите играчи дишеме за еден. Се случуваше да јас играм на туѓ терен, можеби и тренерот знаеше дека можам да доприносам и во напад, затоа што јас и на тренинг секоја сакав, бев љубител да давам гол, нормално и како центар халф давав доста голови и сум многу пати и во победа кога играв бев со 10 голови. Меѓу подобрите, нормално Григоровски беше прв стрелец, меѓутоа јас бев меѓу првите голгетери, така да во тој период точно се случуваше тоа. Тренерот Чулинчевски, тренерот Ковачев знаеше он веќе за тоа што и ние игравме со него и он веќе ги знаеше нашите квалитети доста добро и затоа ја правеше таа рокада, меѓутоа се случуваше и да некогаш играме и двајцата на тие центар халфовски места. Едниот последен човек, другиот штопер. Така да, тие беа времења каде што можеме да одиграме кај што ќе посака тренерот, а за тренерот е тоа многу добра работа. Јас сум Љубе Велковски, поранешен играч на Борец и на уште неколку клубови, меѓу кои Победа, Вардарски и Велешки Металург. Воедно сум и првиот тренер на Борец кога е оформена нашата Македонска лига.